Сериозна владина корупција, мешање на извршната власт во судството, но и сериозни ограничувања во слободата на медиумите со насилство и закани врз новинарите. Во најновиот извештај за Македонија, Стејт департментот ги нотира измените на кривичниот законник со кои застарија бројни кривични дела за висока корупција. Имаше бројни извештаи за владина корупција. Во септември владата усвои измени на кривичен законник, значително намалувајќи ги обвиненијата и казните за кривичните дела поврзани со корупција. Невладините организации тврдеа дека како најголем работодавач во земјата, доминантната улога на владата во економијата создава широки можности за корупција. Иако Уставот гарантира слободна судска власт, владата не ја почитувала судската независност и непристрасност. Вашингтон го бележи незаконското постапување во судскиот совет, но и политичкото мешање во работата на највисокото судско тело. Веродостојните извештаи за неоправдано судско несоодветно однесување, непотребен политички и деловен притисок врз судиите, непотизам, клиентелизам, долготрајна правда, несоодветно финансирање, отпор кон користење на законски задолжителна технологија и недоволен кадар ја попречија судската ефикасност и влијаеше на довербата на јавноста во владењето на правото. Во извештајот е наведен и предметот на Скопското обвинителство за онкологија, дека персоналот на државната клиника крадел лекови за рак и ги продавал на црниот пазар. Извештајот опфаќа 200 држави и територии во светот, а во делот за Бугарија, Вашингтон се осврнува и на односот и непризнавањето од бугарските власти на етничко-македонските активистички групи и нивната регистрација. И покрај сите предходни одлуки на Европскиот суд за човекови права дека негирањето ја нарушува слободата на изразување. Властите продолжија да ја негираат регистрацијата на етничко-македонски активистички групи, како што се Обединета македонска организација Илинден, Друштвото на угнетените македонци во Бугарија, жртви на комунистичкиот терор, Сдруженијето за заштита на основните индивидуални човекови права 2023 година и Македонскиот културен клуб Никола Вапцаров. И судските власти во Бугарија постапуваат идентично како и институциите, а тоа се докажува со одбивањето на регистрацијата на Обединетата македонска организација Илинден Пловдив, се вели во извештајот, со образложение дека целите на групата и признавањето на македонското етничко малцинство биле насочени кон поделба на нацијата и можност да се создадат услови за етнички конфликт.